Целта на манифестацијата е пред се Македонија да разбере дека во Велјуса имаме цреши. И тоа нешто само што имаме цреши, имаме многу цреши, преубави цреши, од почетокот на мај до средината на јуни. Значи ние 1,5 месец овде имаме поголема количина на цреши. Покрај тоа што имаме цреши, сакаме јавноста да дознае дека нашите домакинки умеат да направат најразлични производи од цреши. Се мисли на сладко, на сладки, на други благи производи во кои што главен производ е црешот. Па јас искрено мислам дека веќе ја промовиравме велјушката цреша затоа што ви имаме и вас како медиуми со нас постојано во периодов кој што одмина. Гледате дека овде веќе врие од народ. Значи луѓето се одзвале на она кое што ние го пуштивме во етер секако преку вас. Сметам дека гостите ќе бидат задоволни не само од ова кое што ќе го видат, туку и пред се од црешата која што ќе има овде во изобилство. Гледат дека нашите сограѓани се одзваа на нашиот повик и имаат многу тезги на кои што изложија покрај производи и готови свежи цреши кои што се набрани са бајлево. Дали ова манифестација ќе донесе и поголем број на трговци откупувачи? Што сметате? Првично, целта е и таа. Значи, ние имаме во моментот се откупува црешата, меѓутоа многу малку откупувачи има и токму затоа неретко цената е многу ниска. Предпоставам дека ова ќе биде еден импут за да дојдат што повеќе луѓе, затоа што, како што кажав, ние секоја година имаме цреша од 1 мај па натаму. Второ, има и сериозни компании кои што веќе се јавиа да откупат секундарни производи од црешите. Значи ние веќе работиме на регистрирање на задруга во Велјуса, пред се која што ќе се бави со овоштарство, тоест нели производство на цреша. Задруга која што ќе произведе цреша, а како секундарен производ ќе имаме производот сладко од цреши и сокови од цреши кои што нели ќе ги откупат тие фактори кои што ви кажав. Она кое што е многу битно, јас во изминатиот период го споменував, е дека ова е прва црешијада. Наредната, веќе 27 година, планираме да биде месец дена активности, тоест месецот мај ќе биде месец на црешата, со тоа што во текот на тие 30 на дена ќе имаме најразлични активности, од едукативни трибини на кои што би настапиле еминентни професори од лозарово-штарската струка. Ќе имаме веќе подпишано меморандум за соработка со земјоделското училиште од каде што ќе доаѓаат учениците, нашите ученици кои што се тука и главниот фактор во таа приказа нашите производители. Сите тие ќе бидат овде во текот на нареднава година со содржини кои што ќе дадат зголемување на ова кое што го викаме поголемо производство и поубаво производство на цреша.